Прва точка. Предлог за пристапување кон измена на Уставот на Република Македонија. Продолжуваме со претресот по предлогот за пристапување кон измена на Уставот на Република Македонија. Процедурално Драган Данев. Не е на гласање преминат, така? Беше на десната страна процедурално или на левата сега, пошто на двете места беше пријавен. Затоа викам. Беше пријавен на десната страна, фактички на ова овде. Добро. Добро. Ви благодарам, господине Џафери. Почитувани колеги пратеници, почитувани медиуми, почитувани граѓани на Република Македонија. Јас, господине Џафери, во мое лично име, во име на пратеничката група на ВМРО ДПМН и коалицијата и во име на целата опозиција, поради значењето на овој навистина историски ден или историска ноќ и поради историскиот моменти за мојот македонски народ и за мојата држава Република Македонија и за граѓаните на Република Македонија, знаејќи дека ќе пристапиме кон делот на гласање во однос на отпочнување за да се отворат или да се отвори простор за уставните амандмани, поради или повикувајќи се на член 97, би замолил од ваша страна да овозможите гласањето да може да се врши и со поименично изјаснување на сите пратеници. Знаејќи дека во минатото, во голем број случаеви, електрониката затајувала, јас навистина би ве замолил да не се доведеме во една таква ситуација во овој момент или на ова гласање, битно за граѓаните на Република Македонија, за пратениците кои ќе гласаат, да ова гласање биде поименично. Ви благодарам. Заради јавноста, ово што го барате процедурално, знаете дека во постапка кога може да се исполни. Затоа преурането ви е бидејќи е исцрпена листата на пријавени за збор, констатирам дека претресот е завршен. Врз основа на член 131, став 1 од Уставот на Република Македонија, предлагам Собранието на Република Македонија да ја донесе следната одлука за пристапување кон измена на Уставот на Република Македонија. Прво, се пристапува кон измена на Уставот на Република Македонија. Точка 2. Ова одлука влегува во сила веднаш, а ќе се објави во службен весник на Република Македонија. Одлуката за пристапување кон измена на Уставот на Република Македонија се донесува со двотретинско мнозинство гласови од вкупниот број пратеници. Предлогот на одлуката го ставам на гласање. Ве повикувам да гласаме. Вкупно гласа 80 пратеници. За гласа 80. Воздржани нема, против нема. Констатирам дека Собранието ја донесе одлуката за пристапување ќе добиете процедурално, без оглед. Констатирам дека Собранието ја донесе одлуката за пристапување кон измена на Уставот на Република Македонија. Повелете процедурално. Повелете. Добро, почитуван Џафери, ви напомнам, вие сте искусен и пратеник, дека може да дојде до одредени забуни при ова гласање. Затоа чекавме да заврши електронското гласање и согласно член 97 став 2, кој вели вака: поименично изјаснување може да се врши заради точно утврдување на резултатот од гласањето по барање на председателот на Собранието или на еден пратеник, чие барање го поддржуваат најмалку 10 пратеници, само ако предлогот за кој се гласа добил до 5 гласа повеќе или помалку од, потенцирам,
потребниот број гласови за негово донесување. Барам подршка од 10 пратеници и да биде гласањето поединечно. Прво јас да ви објаснам по однос на процедурата. Значи, потребни се 80 гласа. Горе. И ако веќе сакате, значи поединечно, деловникот е тој. Нема никаков проблем. Не знам зашто. Океј. Поединечно изјаснување, генералниот секретар, списокот да си го чита на присутни пратеници и ќе си терне. Океј, да седите си. Почекајте, нема никаков проблем. Службите да го подготват списокот на пратеници, вратите да се заклучат за влез и излез, да не може да се влезе, да се излезе, дори се врши поединечно изјаснување. Донесете го списокот. Ќе ве молам тишина, за да може да се слушаме. Владанка Авировиќ. За. Джевата Деми. За. Емилија Александрова. За. Еју Палими. За. Пен Арнаудов. За. Сашко Атанасов. За. Костадин Ацевски. За. Али Ахмети. За. Амди Байрам. За. Далибор Богдановски. За. Теута Билјали. За. Павле Богоевски. За. Сашо Василевски. За. Диме Велковски. За. Трајко Велјановски. Против. Африм Гаши. За. Артан Груби. За. Никола Груевски. Против. Весна Дамчевска. Против. Драган Данев. Против. Благоја Деспотовски. Против. Емил Димитриев. Против. Трајче Димков. Против. Илија Димовски. Против. Љупчо Димовски. Против. Милена Георгиева. Милева Георгиева. За. Зоран Георгиевски. Против. Владимир Ѓорчев. Против. Мирсада Еминија Сани. За. Лилјана Златуровска. Против. Фадил Зендели. За. Мухамед Зекири. За. Борис Мејковски. Против. Енес Ибрахими. За. Самка Ибраимовски. За. Иван Иванов. Против. Панче Иванов. За. Зоран Илиоски. Против. Реджаил Исмаили. За. Нојла Исмаиловска Старова. За. Мирослав Јовановиќ. За. Крсто Јовановски. Против. Дафина Јовановска Стојановска. Против. Снежана Калевска Ванчева. За. Алија Камберовски. За. Елизабета Канческа Милевска. За. Неџбедин Каремани. За. Ѓулимсер Касапи. За. Александар Кирацовски. За. Бетијане Китев. За. Тања Ковачева. За. Костадин Костадинов. За. Сашко Костов. За. Никица Корубин. За.
Катерина Кузмановска. За. Лилјана Кузмановска. Против. Татјана Лалчевска. За. Жаклина Лазаревска. За. Мери Лазарова. За. Благица Ласовска. Против. Ане Лашковска. Против. Хари Локвенец. За. Магдалена Манаскова. Против. Бранко Маноиловски. За. Горан Маноиловски. Против. Ванхо Верманчев. Против. Весел Мемеди. За. Реджаил Мемеди. Реджаил Мемеди, така е, запиши. Да. За. Стојан Миланов. Против. Горан Милевски. За. Антонио Милошевски. Против. Панчо Минов. Против. Сонја Мираковска. За. Горан Мисовски. За. Сладжана Митовска. Против. Јован Митревски. За. Никола Мицевски. Против. Маја Морачанин. За. Крсто Муковски. За. Агим Муртезанов. За. Ферит Мухич. За. Јулијана Николова. За. Илија Николовски. За. Весна Пемова. Против. Жаклина Пешевска. Против. Васил Пишев. Против. Лилјана Поповска. Лилјана Поповска. За. Никола Поповски. Отсутен. Тања Прентовиќ. За. Бетира Баджиевска Наумовска. За. Зекир Рамчиловиќ. За. Даниела Рангелова. Против. Сурија Рашити. За. Чедомир Саздовски. За. Зијадин Села. За. Анета Симевска-Димовска. За. Кети Смилевска. За. Невенка Стаменковска. Против. Димитар Стевананџија. Против. Ирена Стефовска. За. Иван Стојковиќ. Иван Стојковиќ. Против. Мира Стојчевска. За. Мерал Узери Ферати. За. Јохан Тарчуловски. Против. Лидија Тасевска. За. Ристе Ташев. За. Мендух Тачи. За. Просина Ташевска-Ременска. За. Благојче Трпевски. За. Томислав Тунтев. За. Ивана Туфекџиќ. За. Шпреса Хадри. За. Јусуф Хасани. За. Нада Ципушева. Против. Драган Цуклев. Против. Павлинче Честоева. Против. Талат Џафери. За. Агим Шакири. За. Јагода Шахпаска. За. Славица Шуманска. За. Да. 30, 45, 60, 80. 15:39. Од изброените гласови поединечно се потврдува претходното гласање 80 за, 39 против. Констатирам дека Собранието ја донесе одлуката за пристапување кон измена на Уставот на Република Македонија со 80 гласа за, колку што било потребно со кворум од двотретинско мнозинство. Врз основа на член 196 став 4 од Деловникот на Собранието на Република Македонија по повод донесувањето на одлуката за пристапување кон измена на Уставот на Република Македонија, на Собранието му предлагам да го усвои следниот заклучок. Прво, подносителот на предлогот за пристапување кон измена на Уставот на Република Македонија, владата на Република Македонија најдосна во рок од 15 дена да подготви и на Собранието да му достави текст на нацрт на амандмани на Уставот на Република Македонија, при што да ги има предвид
изнесените предлози и забелешки дадени на седниците на Комисијата за уставни прашања и на Собранието на Република Македонија. Второ, овој заклучок да се достави до владата на Република Македонија. Предложениот заклучок го ставам на гласање и ве повикувам да гласаме. Вкупно гласа 75 пратеници, сите 75 за, воздржани нема, против нема. Констатирам дека Собранието на Република Македонија го усвои предложениот заклучок. Бидејќи дневниот ред е исцрпен, констатирам дека 61-та седница на Собранието на Република Македонија е завршена.